Законот за стратешки инвестиции е совршено тло за корупција. Антикорупцијската комисија уште во 2020 годината кога е донесен, излегла со низа забелешки кои останале игнорирани од страна на владата. Правните недостатоци во законот поради отсуство на инструменти во однос на контролата во суштина доведува до ризик од корупција, а се манифестираат со недоволна отчетност и транспарентност на надлежниот орган за спроведување на законот. Клучна според антикорупционерите е предвидената тајност при договарањето на така наречените стратешки инвеститори. Висок степен на ризик од корупција и судир на интереси представува и недефинирањето на процедура и услови и критериуми за избор на членови на оперативната група за секој поединечен стратешки инвестициски проект. Ова се потврди 4 години подоцна. Скрените одредби и бројните замки во договорите дури сега излегуваат на површина. Јавноста не може да дознае ништо за процедурата како за склучување на договорите. Не ги знаеме ни точно членовите кои биле дел од преговарачката комисија за 4 спорни стратешки инвестиции. Ги нема подзаконските акти на Законот за стратешки инвестиции, а новинарите се соочуваат со проблеми да дознаат какви мислења даваат институциите. Например, мислењето од антимонополската комисија го добивме од Сдруженијето на инженери, а државниот правобранител ја крие постапката, оти не бил сигурен дека го прашуваат новинари. Еден од најспорните договори е за изградбата на гасната централа од Митилинеос. Законот ќе се применува како посебен со кој се исклучува примената на други закони. 4 инвестиции за сега остануваат во собранието. Владата одби да го повлече законот за Митилинеос и покрај низата критики од експертите, но и барањето на Министерството за економија тој да се доработи, особено во делот на државната помош, отречи си 50 милиони евра кеш, народни пари, без Македонија да добија никаков удел во централата.